Се сеќавате дека минатата сабота почнавме со проучување на една мала книга од Стариот Завет, еден мал пророк, тоа беше Авакум, да. Или Хабакук, да, Авакум, повеќе сакам да го викам Авакум, дека ми е по убав тој назив. И тука сме уште во првата глава, меѓутоа целта ни е да се поучиме како да му веруваме на Бога кога сме во неволја. Значи како? Не е само верувај, туку како да му веруваме. Станува збор, сега малку така ќе нафрлам некои мисли, како додаток на оно што кажавме минатата сабота, може и со поинакви зборови. Значи станува збор за процес, тоа не е преку ног да можете да научите како да му верувате на Бога. Многу се клучни тука и личните искуства, но станува збор за процес, значи начин на размислување. Како гледаме на работите, тоа е многу битно. Еден момент кој што ќе го спомнам, кој што е битен, е вој. Мораме да ги тргнеме настрана проблемите и да се насочиме на Бога. Значи, не започнуваме со проблемите, па се прашуваме што велат тие проблеми за мојот Бог, туку обратно. Се насочувам на Бога, го запознавам Бога, знам каков е, кој е мојот Бог и што ми кажува тоа за моите проблеми. Значи, тоа е веќе сосем поинаков пристап. Бог е прв, не проблемите. Тргнете ги настрана, не гледајте на джиновите, не гледајте на планините, гледајте на Бог. Бог е севишен, Бог е голем. Како ќе беше ако Давид, ќе успееше ли Давид во својата борба со Голијат, ако гледаше на неговата големина, на големината на Голијат? Секако дека не. Туку тој тргна во Божие име, верувајќи во Бога и во големината Божия. Или истото и со Исус Навин и Халев, оние двајца единствени од 12 извидници, кои што не се исплашија, единствено овие двајца не се исплашија од джиновите во хананската земја и големите градби. Зошто? Затоа што веруваа на Божите ветувања, веруваа на она што Бог го кажа, веруваа на големиот Бог, не гледаа останатите 10, кои што и тоа како влијаеа на народот, се задржаа на градбите, на големината на луѓето таму, на джиновите, значи на проблемите. Тоа е еден многу битен момент кој што треба да го имаме на ум. Втора работа, треба да имаме на ум дека Бог е ист вчера и денес и довека. Бог не се менува. Значи, тој никогаш не постапува спротивно на своите принципи. Каков и да е проблемот што го имате, Бог останува и понатаму истиот. Тој е добар, милостив Бог. И е верен на својот завет и на своите ветувања. И тоа е секојаш така и не може да биде поинаку. Тоа исто така треба да го имаме на ум. Да се сетиме на оној стих од Еремија 29:11, како гласеше. Зошто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас. Кои се намерите? Зошто Господ воопшто го превзеде целиот овој план на спасение? Па за да не спаси. Крајната цел негова е да не спаси. Која е неговата намера, што вели Господ? Замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Тоа е оно што Бог го посакува со секого од нас. И тоа е негова крајна цел, тоа секогаш тој настојува да го постигне во нашите животи. Без оглед на тоа во какви околности може да се најдеме, зашто често пати околностите може да бидат за наше добро. Во сето ова, исто така, па и самите тие искуства што ги доживуваме во која се наоѓаме во тешки околности, всушност помагаат да го запознаеме многу поблиску Бога. Замислите се, кога го познавате добро Бога, тогаш знаете што да очекувате. Тоа ви е исто како, не знам, веројатно сега, не може да порано или некој од вас, или ако сте, замислите си, гледате утакмица, ама реприза на некоја утакмица, на кој што го знаете резултатот. Не е исто ако ја гледате во живо, фудбалска утакмица да кажеме,
Или ако ја гледате репризата, ако ете толку ви стало до тоа, ја гледате репризата и сега може вашиот тим, тимот за кој што навивате, губи, да речеме 3-0. Ама вие знаете да на крајот ќе заврши 4-3. И воопшто не сте вознемирени, немате никакви стравувања, нема никаков немир кај вас, затоа што го знаете исходот. Така е со Бога, ако добро го познавам. Или гледате некој филм, не знам, по втор, по трет пат. Ако е некој како Враќање во иднината, може и 10 пати да го гледате, нема и секој ќе ви биде интересен. Меѓутоа, сакам да кажам, знаете што да очекувате од филмот, ги знаете сцените кои што доаѓаат. Така е со Бога, всушност. И сега да се подсетиме на оние две точки што ги спомнав минатиот пат. Што кажавме? Божите патишта не се наши. Авакум не можел да свати зошто Господ не делува. Значи, Израел е во тотален хаос, отпад, нема никаква правда, нема мир, нели? Едни слогани беа познати овде во Македонија. Господ како да не делува, односно очигледно дека тој не бил индиферентен, гледаме во случајот, само што не делувал на начинот на кој што Авакум очекувал. И посакувал. Едноставно, некојаш минуваме низ нешта кои што не ги разбираме и никако немаат смисол за нас, но совршено се вклопуваат во Божиот план и имаат совршен смисол. И минатиот пат кажав, баш поради фактот што неговите патишта и неговите мисли не се како нашите, односно се толку далеко како небото од земјата, има совршен смисол да некојаш ни се случуваат во животот работи без смисол. Само што проблемот не е во Бога, него во нас. Ние не ги сваќаме. Ние сме ограничени. Не можеме да ги сватиме. И втора работа што ја спомнавме, Божите патишта се често сокриени од нашите очи. Како што видовме, значи Авакум се моли и му се чини како да Господ го нема, не одговара, хаос е во Израел, не може да поднесе до кога Господе, и смета дека Господ е индиферентен, а тој цело време работи за сцена, подготвува нешто многу поголемо, подготвува да подигне цел еден народ кој што ќе биде еден добар камшик, воспитен камшик за Израел. Но Авакум едноставно не се поклапаат неговите очекувања и не го гледа тоа е невидливо за него. Значи, мисли дека Господ е индиферентен, меѓутоа не е така. И дури во 5 стих, 1 глава 5 стих Авакум, што вели? Вели, погледајте меѓу народите, ова е Господ кој што зборува, погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, в чудо не видете се, зашто во ваши денови правам дело во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскаже. Авакум не знае, меѓутоа дури и да знаел, што вели овде, Господ такво чудесно дело прави, што и да ви го кажам, нема да верувате дека воопшто такво нешто може да се случи. Видите, Господ колку чудесни работи може да прави некоја што ние да не сме свесни, значи за сцена. Како што кажав минатиот пат, може би сте во некоја безизлезна животна ситуација, но вие така мислите. Господ има илјадници излези од таа ситуација. Ама ние сме ограничени. Ние сме не само допрени, туку и растурени од гревот, толку деградирани, нашиот мозок, како што велат, 3, 4, 5, 6, 7% ке некој може би работи, не знам. Ама што е тоа? Што е тоа во споредба со вечниот Бог, нашиот Креатор? И не е ништо за чудо да многу пати не можеме да ги разбереме неговите патишта. Чудесни се Божите патишта, за кои што ние немаме поим често пати. И токму тоа е тоа. Мораме да сватиме дека ние сме ограничени суштвеста. И ова е навистина ударно за нашата гордост. Знаете, никако луѓе сакаме да имаме се под контрола, да знаеме што и како одат настаните и зошто и како. Меѓутоа, мораме да сватиме дека ние сме како морално уништени и унижени заради гревот и не сме во состојба да го разбереме совршениот и свет Бог. И заради тоа и не сме во состојба да оцениме дали нешто кога ни се случува или се случува кај некој друг, не сме во состојба да кажеме дали е тоа добро или е лошо.
Да, факт е дека е тешко, тешките ситуации се тешки, меѓутоа да кажеме дека тоа е добро или лошо, не можеме да кажеме. Тоа Господ го знае. И сега до третата точка, која што доаѓаме исто во првата глава, 12 и 13 стихи и читаме од првата глава Авакум, заклучуваме третата точка е дека Божите патишта се свети. 12 и 13 стих да ги читаме. Сега Авакум повторно му се обреке на Бога и забележуваме дека ги остава проблемите на страна и сега се насочува на Бога. Тој го познава доволно Бога, тоа се гледа од стиховите и што вели? Не си ли ти од давни времења? Ти си вечниот, ти од секојаш постоиш. Господи мој, Боже мој, светецу, ти си Бог кој што е свет. Ние нема да умреме. Во ревидираниот превод е сосема изменет преводот овде, де кажува дека Господ е тој кој што не умира. Не. Мислам дека тоа е погрешен превод. Вели, ние нема да умреме. Ти, Господи, го определи, значи тој народ, зборува уште за вавилонците, да суди, го постави стено моја за да казнува. Твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Ти не можеш да ги гледаш беззаконијата, токму затоа што си свет. Зошто ги гледаш вероломците, молчиш кога злочинецот го голтнува поправедниот од себе. Сега, значи, Авакум се свртува од проблемите кон тоа кој и каков е Бог. Не си ли ти од давни времења? Боже, ти си вечен. Ти си мој Бог, Господи мој, Боже мој. Вели, светецу, ти си свет. До тебе се нема допрено гревот. Затоа ние не може да го разбереме Бога многу пати. Кој што кажа претходно, нас не толку деградирал гревот и грешното наше живење претходно, што како можеме ние со нашиот ум да се носиме со светиот Бог, кого што гревот воопшто не го допрел. Бог е свет и тој заради тоа не греши никогаш, секогаш е во право. Затоа и оној стих 8.28 Римјаните вели, сите работи содејствуваат за добро на оние кои што го љубат Бога и кои што се повикани по неговата намера. А намерата Божја е наше спасение. И работите може да не бидат добри, меѓутоа содејствуваат за добро. Таа негова светост, тоа што Бог е свет, е гаранција дека тој секојаш постапува праведно со нас. Затоа и секојаш можеме да се потпреме на него и да му веруваме безрезервно. Без разлика, може би некојаш и е таква, значи тешка ситуација. Меѓутоа, тоа е негово праведно постапување. Може би некојаш дозволува да се најдеме во таа ситуација, затоа што тоа е начинот да се опаметиме и да се освестиме, може би, за некои наши гревови и погрешно живење. Откако Авакум се повикува на Бога и на неговиот карактер, доаѓа до заклучок. Што вели во стихот, да се подсетиме пак? Не си ли ти од давни времења, че ти си вечен Бог, Господи, мој Боже, мој светецу, ти си свет Бог? Заради тоа, јас доаѓа до заклучок, Авакум вели, ние нема да умреме. Да, точно, ќе дојде казната, ќе дојде камшикот, ама Божиот народ нема да исчезне. Не е тоа твојата цел. Тој е сигурен дека инвазијата, значи, од Вавилон нема да биде крај за Божиот народ. Како може да биде толку сигурен? Па му верувал на Бога, верувал на неговите ветувања, се потпирал на Божиот завет, на неговите ветувања, кои што уште биле дадени, нели, уште од Аврам и така натаму. И тој знае дека тие ветувања се сигурни. Не заради добрината на луѓето, гледате во каков хаос се нашол Израел, туку заради тоа што Бог ветил, заради тоа што тој е верен, заради тоа што тој е праведен, тој е свет и тој секојаш постапува право. И може, како и во времето на Израел, често пати го гледаме во таква ситуација, така и во нашите животи може да има време на казна, некојаш на воспитна мерка, но тоа не значи крај за Божиот народ, тоа не значи крај за нас, така и, значи, во нашите животи, како и во овој пример со Израел. И кога ова го кажуваме, мора да имаме на ум и секојаш во такви тешки ситуации да се подсетуваме на стихови, на ветување, на фактот дека Бог
никогаш не го напушта својот народ. Мислам дека и во утринските стихови провејуваше во некој од нив дека ние сме тие кои што може да го напуштиме, Бог никој што не напушта. Како го завршува Евангелието по Матеј, Матеј 28:20. Дали го дава налогот првин, одете проповедете така натаму, и еве јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Или Евреите 13:5, вториот дел од стихот, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Изјава која што се повторува на многу места во Библијата, не само овде. Или Римјаните 8:35, кој ќе не одвои од Христовата љубов. Бог не љуби со вечна љубов, неговите намери се знае кои се. И на вакви стихови, на вакви ветувања треба да се подсетуваме кога сме во тешки ситуации. Имаме некојаш навика да кажеме, нели, познавајќи го Бога и еве сите овие работи кои што ни се изнесуваат, дека Бог има се под своја контрола. Да, треба да веруваме дека Бог има се под своја контрола, но и нешто друго. Треба да веруваме дека Бог секојаш постапува исправно, право, правилно, како што треба. Тој е свет, заради тоа што е свет, никојаш не постапува неисправно. Замисли си кога Господ би постапил неисправно. Ја мислам дека се уруши целата вселена. Невозможно е тоа. Да, не греши никојаш. Затоа, колку и да е тешко, треба да веруваме дека Бог дозволил некои нешта во нашиот живот за наше добро. А тој бил истиот и пред тие околности да настапат, и за време на тие околности, и потоа е истиот Бог, тој е добриот Бог. Бог кој што е љубов. Да речеме, денеска беше убав ден од Сабајле, прекрасно сонце и фала Богу нема некоја бура сега, меѓутоа еве најавуваат пак некои дождови, како и да е, во таков период сме, мај месец е уште малку и јуни. И сега кога ќе настане бура, кога ќе се зададат темни области, дали некој од нас верува дека сонцето исчезнало? Па не, тоа е тука, само облаците го покриле. Тоа е тука, над облаците. Така и Бог никогаш не остава, никогаш не исчезнува. Тоа е тука покрај нас. И кога тогаш ќе се растераат облаците и тој мрачен период и повторно ќе блесне сонцето, затоа што тоа е тука. Ова не значи дека ќе биде лесно, никогаш не е лесно во неволи кога се наоѓаме. Меѓутоа Бог е тука, не заминал никаде. Сетите се на крстот на Голгота, кога Исус се чувствува дека е оставен од Бога. Каде бил Бог? Па тука бил баш во мракот, сокриен во тој мрак, 3 часа, знаете, се затемнило на земјата. Бог бил тука. И токму заради тоа, за да не уништи се, да се пројави таа негова слава, па Господ направил таква една сцена, да се затемни. Значи, тука бил Бог покрај Исуса. На крајот на Христос знаеме дека тоа било исполнување на планот на спасението. Тој тоа го одобрил. И на Авакум не му било лесно, иако еве се повикува на Божиот карактер, меѓутоа и понатаму Наум имал тешки прашања на 14 стих. Се уште го мачат тешки прашања, вели во 13 стих, да го повториме, вели, твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Проти тоа што си свет, ти не можеш да гледаш зло, не можеш да трпиш зло, ти не можеш да ги гледаш беззаконијата. Зашто ги гледаш вероломците? Молчиш кога злочинецот го голтнува поправедниот од себе. Авакум вели, Господе, па тие се позлобни од нас, па зашто ги користиш за да не казнат? Па ние сме поправедно ни всепак. Колку и да сме лоши. Халдејците. Зошто тие да бидат казна за нас? Како можеш ти како свет Бог да користиш такви средства? Уште има некои тешки прашања. И така и ние, значи, кои се најдеме во некои такви ситуации, немаме одговор на сите прашања некојаш. И што вели тамо 15-16 стих? Тој ги лови сите на јадица, значи пак за Вавилон, ги извлекува со мрежа, ги собира во својата рибарска мрежа и така се радува и ликува. Затоа и жртвува на својата мрежа и пали темјан на својата рибарска мрежа, зашто му набавуваат мрсен дел и храната му е обилна. Како, Господе, со други зборови, можеш да им дозволиш да просперираат овие идолопоклоници, па и нас да не казнуваат вака?
Како? Па нели си ти праведен, нели си ти свет Бог? И 17 стих вели, и заради тоа ќе ја испразнили мрежата своја и ќе ги убивали постојано народите безмилосно. Господи, има ли крај на ова? Ќе има ли крај на ова? Значи, понекогаш и покрај тоа што добро го познаваме Бога и неговиот карактер, се уште не можеме целосно да ја сватиме ситуацијата. Имаме прашање во главата. И што правиме тогаш? Доаѓаме до 4-та точка сега. Што правиме во таа ситуација? Тогаш треба да чекаме на одговорот. 4-та точка е чекај на Господа. 2 глава 1 стих сега преминуваме од Авакум. Што вели Авакум? Ке застанам на својата стража, како стражар, значи, ке чекам. Ке се поставам на кулата, ке внимавам да видам што ќе рече тој и што да одговорам на мојот укор. Ако во случај добијам укор, односно, да, на неговиот укор. Каков одговор ќе добие? Чека. Авакум е спремен да чека. Чека на одговорот од Бога. Знаете, ние, па и читавме и мислам дека и во утринските стихови, кога се молиме, ние најчесто сакаме инстанто одговор. Веднаш сакаме Господ да ни одговори. А најчесто не е така. И тоа е уште еден удар врз нашата гордост и подсетник дека не сме ние тие што имаме контрола, туку Бог ја има контролата. Не можеме, не е он желботека или не знам, стиснеш дугме, Господе, ова, тоа, ова, тоа, не. И сега, чекањето, какво е тоа чекање? Еве и ние како чекатели на второто Христово доаѓање. Дали е тоа пасивно чекање? Скрстил раце и нозе, ако ми чека. Продолжуваш, замисли сега, сте во неволја, имате некои нерешливи проблеми и што? Ке стопирам се во животот и сега чекам одговор од Бога. Не. Ке продолжите со својот активен духовен живот, ке продолжите со молитва, ке продолжите со нормалното живење и служење на Бога. Ништо нема да запоставите, ни молитва, ни служба, ни ништо. Значи, тоа е активно чекање. А не, Господи, сега јас сум во проблем и оставете ме на мира, значи јас сега се молам и чекам на Бога. И депресија, да. И некојаш може да се случи без оглед на тоа колку ќе чекаме и дали ќе дочекаме, сепак треба да останеме непоколебливи, оти знаеме дека Бог е добар. Бог е свет, Бог има добри намери со нас. Без оглед, некојаш може би нема да дочекаме одговор на некои прашања. Тоа е верата, значи сега се учиме како да веруваме во такви ситуации. Што вели Пословици, 3 глава, 5 и 6 стих, убави стихови, кои што често пати ги спомнуваме од ова место. Надевај се на Господа со сето свое срце, со сето свое срце. И не се подпира врз собствениот разум, затоа што видовме колку сме ние ограничени. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Па и стикот што беше оној погрешниот од 20. мај, беше нешто со таа содржина, псалм. Кој беше псалм? Ајде сега да видиме. Ге има некој пуката, ама не, во пуката е погрешка. 23.4 псалм? 25.4. Покажи ми ги, Господи, Твоите патишта, кои што се поразлични, нели, многу од нашите. Покажи ми ги Твоите патишта. Научи ме на Твоите патеки. Уште 5 стих вели, води ме во Твојата вистина и научи ме, зашто Ти си Бог на моето спасение. На Тебе се надевам секој ден. Еве, истата порака. Мисли на Него на сите своји патишта и Тој ќе ги исправи Твоите патики. Уште многу има што да научиме од оваа мала книга на пророкот Авакум, но за тоа ќе мора да почекаме до следната сабота. Нека му е слава на Бога. Амин.